Почитувам председател на владата на Република Северна Македонија, господине Зоран Заев. Почитувани високи представници на јавниот живот. Почитувани господине градоначалник Максим Димитриевски. Другарки и другари од Сојузот на борците, дами и господа. За нас, членовите на Сојузот на борците од Народно-ослободителната и антифашистичка војна на Македонија 1941-1945 година, граѓаните продолжувачи и симпатизери, како и за сите граѓани на нашата слободна и просперитетна држава, представува особена чест одбележувањето на денот на востанието 11 октомври. Тоа е официјалниот ден на почетокот на нашата борба против фашистичките окупатори, денот кој го означи патот кон победоносната борба кон државотворноста за национална и социјална слобода. На тој пат кон слободата, кон асном и создавањето држава, во крвава војна паднаа повеќе од 24.000 жртви и остана бројни инвалиди. Минавме низ разурнувања, низ обиди за обезличување на националните чувства, човечкото достоинство, правдата и слободата. Историјата е јасна и неизбришлива. Ние не забораваме. По обемни политички и воени подготовки беа формирани Скопскиот партизански одред на 22 август 1941 година, Прилепскиот во средината на септември и Кумановскиот на 12 октомври во 1941. Ова беше нова етапа во народно-ослободителната борба, најавена со една поголема војничка акција на Прилепскиот партизански одред, извршена на 11 октомври со едновремениот напад на бугарскиот полициски участок во Прилеп, на Прилепскиот затвор и на телефонско-телеграфската мрежа. Скопскиот и Прилепскиот одред ги продолжија действијата против полицијата и војската, а Кумановскиот партизански одред по неколку судири набрзо беше разбиен. Ударните групи, партизанските одреди, подосна бригадите, дивизиите и корпусите поминаа низ премрежињата на одлучувањето ослободително востание 1943 во Црвена вода. Во славната Дебарца се формира и првата голема војничка формација и народната власт во неа. Минавме низ голготата на февруарскиот поход. Во екот на пролетната офанзива во 1944 година, окупаторот се соочи со силен контранапад на партизанските единици, храбро и вешто водени од главниот штаб на Народно-ослободителната војна и партизанските одреди на Македонија, начело со генералот Михајло Апостолски, со што беше отворен патот за формирање на иницијативниот одбор и свикувањето на првото заседание на АСНОМ. Окупаторските војни и политички сили се повлекува кон градовите и делува безглавно, а многобројните контрачетнички предавници на националната гордост едноставно исчезнаа. По решението и одлуките на АСНОМ се формираше организирана народна власт, а градовите еден по еден беа ослободувани, а денес е 75 години од ослободувањето на Скопје и целата територија на Македонија. Почитувани, нашата земја, нашиот народ, во својството со другите, судејството со другите братски народи од поранешна Југославија, заедно со сојузниците од светската антифашистичка коалиција, може да биде горда на епопејата на Народно-ослободителната војна, означена со почетокот на 11 октомври 1941 година, што значи
дека меѓу првите во Европа застанавме на вистинската страна против најголемото зло, фашизмот. Така ја создадовме државата преку АСНОМ, темелница на денешната Северна Република Македонија, која со нови генерации влегува во Европската Унија и во НАТО со светла иднина на својот развој. Му благодариме и на херојското Куманово и благодариме за топлиот прием. Да живее во вечно сеќавање 11. октомври, да живее Сојузот на борците, да живее слободна и успешна Република Северна Македонија. Благодарам на вниманието.